сојузници ќе работат тимски за унапредување, економски развој и просперитет на нашиот град. Нашиот град заслужува да биде еден од најубавите во Источна Македонија. Ние, граѓаните на Делчево, сакаме да живееме и создаваме во модерен град, богат град, град во кој повторно ќе се врати младоста, убавото детство и насмевката. Ќе се подобри квалитетот и стандардот на живеењето. Ќе ни се обрати председателот на ВМРО Народна партија во Делчево, Владко Ристов. Да го поздравиме. Победници, бидејќи како што ви гледам изгледа во Делчево нема да има торби. Од името на председателот на ВМРО Народна партија Лјупчо Ѓорѓиевски, од мое лично име и од самата партија, сакам да ви порачам дека ние ве поздравуваме и кажуваме дека остануваме со Сојузот за иднината до крај, не само на овие локални избори, него и на наредните парламентарни, се особорување на оваа ненародна власт на чело со Никола Груевски. Почитувани граѓани, значи кога зборуваме за Сојузот за иднината на Македонија, сакам да кажам дека тоа е собир на луѓе или на партии во кои не само што дојдовме овде за да учествуваме на некои избори и да победиме на некоја локална или парламентарна власт, него тоа е сојуз кој треба да ја спаси иднината на Република Македонија. 24 декември што се деси, тоа не е само еден датум символика во која ние се собравме и на улица сакавме да го изразиме својот револт, бидејќи граѓани, тоа што се деси на 24 декември е само иницијална каписла на сето она што се случуваше во предходните 3 до 4 години. На сето она што се случуваше при купувањето на медиуми, при земањето на слободата на секој граѓанин на Македонија, при самото изразување на секој член на Македонија, самите притисоци што се одбиваат и се она што оваа власт ја злоупотреби за да го малтретира македонскиот граѓанин. Почитувани граѓани, ќе издржиме на сите притисоци и на се што тие ни го приредуваат во овие 7 до 8 години. Тие може да не притискаат политички, може да не панат од работа, може да ни прават се што сакаат, но едно забораваме, може да ни приредуваат не знам какви виртуелни реалности на овие, на телеекраните и на се, но едно да знаете дека забораваат, дека главен електричен апарат не е телевизорот, него е фрижидерот, граѓани. Секој гледа телевизија се додека може, но кога ти го отвори фрижидерот, кој ќе види дека е празен, тогаш вистинува, тогаш тоа станува реално за Македонија. Почитувани граѓани, сакам малку да се навратам и на нашите против кандидати, или да кажеме како против кандидатот од Сдружената коалиција од ДПМН. Не му го сметам за зло тоа што студираше 20 години или тоа, не го сакам само да го прашам. Измеѓу периодот од кога заврши со студиите, кога ги заврши и кога почна да студира, што има направено за овие 20 години? Па ни тие самите не го уважија, го ставија како шумски полицаец прво што можеа да го направат, и второ не гледам ниту во една комисија во ДПМН да го ставија. Па зарем ќе го ставиме Делчево вакви луѓе да го водат. За актуелното раководство на ДПМН
или за актуалниот градоначалник, што можеме да кажеме? Па не ли тие самите кажаа дека не го бива? Ако го биваше, ќе го избереше уште за еден мандат. Сега тие бараат нов мандат, девек нашите нови луѓе, девек нашите нови луѓе кои ќе не водат напред, па не може кога ни предходните ништо не направија.